Трпе Инвест Охрид. Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. На иницијатива на почесниот конзул на Република Србија во Охрид, стотина маратонци од Охрид трчат. По четврти пат ќе бидат дел од Белградскиот маратон. Целта на оваа иницијатива, која прерасна во традиција, е културно и спортско сплотување на двата народи, како и дополнителна промоција и поврзување на двете значајни спортски манифестации. Голема радост и чест ми представува како почесен конзул на Република Србија во Република Македонија, со седиште во Охрид, повторно да се заложиме да нашата најголема спортска манифестација и ројален бренд Охрид трчат биде повторно во Белград со логистика и подршка на почитуваниот директор Дарко Хабуш, кој ни овозможува секогаш големи бенефиции за да бидат присутни нашите надпреварувачи на спортското експо, да биде застапени нашиот штанд на Охрид трчат, и со тоа овозможуваме едно дружење преку спортот да вградиме еден дух, или она народната во здраво тело имаме и здрав дух. На Белградскиот маратон и годинава ќе има и експо сајам каде ќе се промовираат трките од целиот регион. На него се очекува да продефилираат повеќе од 20.000 посетители, а Охрид трчат со брендиран штанд ќе го промовира градот Охрид со цел да се привлекуваат што повеќе туристи. Белград маратон е еден од најголемите спортски настани во југоисточна Европа, така да во овие 3 дена колку што се одржува експото, од четврток до сабота овај викенд, ќе продефилира над 20.000 учесници, односно на самиот саем штандот од Охрид трчат очекуваме да биде посетено над 20.000 учесници. На тој начин не само што вршиме промоција, туку и на нашето издание оваа година од 5 до 7 јуни очекуваме зголемен број на учесници не само од Србија, туку од целиот регион. Така да имаме зголемен број на учесници сите овие години. Например, минатата година само од Република Србија имаме околу 300 учесници, а оваа година очекуваме тој број да биде зголемен. Ние од самиот почеток, се обидовме да направиме еден мост на пријателство помеѓу неколку трки кои што ние сметаме дека навистина се на едно високо ниво организирани и навистина би можеле да ни помогнат во сето она што ние го работиме, со тоа нели да се потрудиме да и помогнеме во развојот и на нашата охридска заедница, така што Белград маратон од самиот старт ни беше таргет и ево на наше особено задоволство, навистина имаме одлична соработка, дополнително сега нели со поддршката на почесниот конзул Мишо Филев, навистина нема за што да се замери. Јас верувам дека во иднина уште повеќе таа соработка се зголемува. Спортот ги урива границите и ги зближува народите, а учеството на охридските маратонци на Белградскиот маратон представува продлабочување на соработката и отворање на нови можности за идни заеднички активности. Во охридското село Речица мечка уништила повеќе од 20 сандаци со пчели во сопственост на 3 семејства. Жителите велат дека животното веќе неколку дена се движи во близина на нивните имоти и предизвикува значителни штети, особено кај пчеларите кои претрпеле големи загуби на мед и пчелни семејства. Тие апелираат до надлежните да преземат мерки за да се спречат нови штети и предупредуваат мештаните да бидат внимателни кога се движат во околината на селото, бидејќи мечката се уште е во регионот. Вакви случаи не се реткост во Охридскиот регион, каде мечки повремено се доближуваат до селата и предизвикуваат штети, најчесто во потрага по храна. Но локалното население не смее да превзема мерки со кои би го загрозиле животното, бидејќи мечките во земјава се заштитени од 1996 година, а нивниот лов е трајно забранет со Законот за ловство од 2009. Во рамки на социјално-хуманитарната дејност, а по повод одбележувањето на неделата на солидарност од 13 до 19 април, под мотото Вашиот прилог значајна помош, Црвен крст Охрид организира хуманитарна собирна акција со цел подигање на јавната свест за потребната помош и поддршка на ранливото население.
Нашите хумани сограѓани, фирми, институции можат да се вклучат во оваа собирна акција за помош на најранливите со донирање на прехранбени производи, средства за хигиена, облека, обувки. Со секоја ваша донација овозможувате да се помогне на што поголем број на лица на кои помошта им е најнеопходна, велат од Црвен крст Охрид. Донациите може да се доставуваат во просториите на Црвен крст Охрид на улица Димитар Влахов 52 секој работен ден од 8 до 16 часот. Воедно може да се донираат и 100 денари со повик на бројот 143 400. Вчера во 16 часот во секторот за внатрешни работи Охрид било пријавено дека на улицата Кленоец во Охрид патничко возило Опел со охридски регистарски ознаки управувано од страна на 52 годишник од охридското село Горно Лакочереј удрило во пешак и го напуштило местото на настанот. Во несреќата 55 годишниот пешак од охридското село Свиништа се здобил со тешки телесни повреди констатирани во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид. По преземени мерки од страна на полициски службеници од СВР Охрид, возачот бил пронајден и по наредба најавен обвинител лишен од слобода, а возилото било одземено. При извршените проверки било утврдено дека возачот бил под дејство на алкохол, односно имал 2,78 промили алкохол во крвта. И кај пешакот било утврдено присуство на алкохол, односно 1,34 промили. Извршен бил увид од увидна екипа на СВР Охрид и по целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. Во месец февруари во оваа година во Охрид биле издадени 2 одобренија за градење, објави Државниот завод за статистика. Во двата случаи како инвеститор се јавува физичко лице. Во општините Струга и Дебрца не е издадено ниту едно одобрение за градба. На ниво на Македонија во февруари годинава издадени се 244 одобренија за градење, што е за 10,3% помалку во однос на истиот месец од минатата година. Од вкупниот број на издадени одобренија, 173 се наменети за објекти од високоградба, 25 за објекти од нискоградба и 46 за реконструкција. Од вкупно 244 објекти на 174 како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 70 инвеститори се деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на 309 нови станови со вкупна корисна површина од 36.919 метри квадратни. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,73% во однос на претходната одлука. Со новата одлука бензините поевтинуваат за 1,5 денар по литар, дизелот за 2,5 денари, екстра лесното масло за 3,5 денари, додека мазутот се намалува за 2,084 денари по килограм. Од ноќеска на полноќ Евро Супер БС 95 ќе се продава по 82 денари за литар, додека Евро Супер БС 98 ќе чини 84 денари за литар. Цената на евро дизелот ќе изнесува 95,5 денари за литар, а екстра лесното масло за домаќинство ќе се продава по 96,5 денари. Цената на мазутот е утврдена на 49,227 денари за килограм. Трим и Лум ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Максималната температура достигна до 19 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Ќе дува слаб до умерен југоисточен ветер. Утринската температура од 10 степени, а максималната дневна до 17 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 5 до максимални 23 степени. Следува период на променливо облачно и релативно топло време со сончеви периоди во текот на денот. Утре наместа ќе има слаб дожд, а во четврток ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и појава на ретки грмежи.